Здраво, ова е 57-то издание на Видеологија со Златко Ѓеревски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Shoplifters на Хироказу Корееда, во кој станува збор за фамилија на крадци кои прибираат девојче од улица и го згрижуваат во нивниот дом. Нивните примања не се доволни за екзистенција, па заедно со нивните деца преживуваат со помош на крадење артикли од продавници. Иако станува збор за slice of life приказна за неконвенционално семејство во дисфункционално општество, кое е толку совршено колку што семејството е доведено до некриминогенно однесување. Секако дека подучувањето на крадење е неетички, неморален и криминален чин, но филмот тука одзумира од семејната заедница во општеството како целина, прикажувајќи ги жртвите на јапонската рецесија, кај што многу фамилии се обидуваат да преживеат со пензии од мртви родители и прибегнуваат кон крадење, затоа што тие се деца на општеството кои ги има заборавено и фрлено на улица да се снаоѓаат како што знаат и умеат во рамките на нивните можности и способности. Тие се отпуштени, уценети, живеат во агонија, што развива фрустрација кај децата кои се огледуваат дека тој живот не е морално исправен, но кога утрешниот оброк не им е загарантиран, се тенчат изборите, додека секој си се грижи за себе си во ова наводно идеално општество на распад, со беда на неговите маргини. Кога ќе се стави фамилијата, која е продукт на средината под микроскоп, и впери прстот во неа, ќе се растури незината структура уште еднаш и забележиме како децата ќе бидат напуштени, но овој пат наместо на улица ќе лутаат во системот додека не станат полнолетни и тој, налик негрижливите родители, ќе крене раце од нив. Социјалната ангажираност на комунистичката мелодрама оди уште еден чекор подалеку и ја прикажува меѓусебната зависност на сите фактори кои водат до нивната пропаст. Алудирам на сцената во која се дава оправдан изговор за крадењето од малите пилјари, доколку не дојде до нивно затворање, меѓутоа доаѓа до нивно пропаѓање и нови семејства стануваат проголтани од сиромаштијата, додека капиталистичките гиганти, трговските центри никнуваат насекаде во технолошки напредното општество. Лесно е од позиција на привилегираност да се суди дека сами се виновни што не се едуцирале или кариеристички ориентирале, но сите подеднако не ги уживаат идентичните погодности на кров над глава и топол оброк во стомакот, за да може да се истакнат тие неиздржани заклучоци. Трагедијата се состои во тоа што децата учат од постапките на родителите и ги повторуваат. Детето на насилник ќе стане насилник, детето на крадец ќе стане крадец, доколку не му се посочи дека тој начин на живот не го заслужува неговиот стремеж. Секако дека крадењето ги зближува, но по која цена? Ќерката, иако заработува пари со експонирање на телото, успева да најде утеха и разбирање за еден незин напатен клиент. Изговорите за киднапирањето и крадењето се средства кои не оправдуваат целта. Еден од најсилните адути на филмот е самиот пресврт, кој отвара едно значајно прашање кое ја таргетира семејната заедница и незината конституција. Имено, што ја конципира фамилијата, која е емпириската формула, кој е незиниот непобитен конструкт, ексклузивноста на крвно сродство, дали тоа подразбира дека во ред е родителите да ги оставаат своите деца на улица, дали може едно грижливо небиолошко семејство да згрижи напуштен син и тепана ќерка на родители кои ги фрлиле на студените улици, дали една фамилија ја чинат сетот на вредности кон кои се приклонуваат. Родителот човек кој нуди безрезервна љубов, а не некој неодговорен насилник кој ги направил децата. Членовите на семејството се поврзани со нераскинлива љубов, безбедност и заемништво. Мој мислење е дека излишна е последната сцена од филмот за променетите деца, затоа што уште посилен ќе беше патосот ако филмот завршеше со срцепарателната сцена меѓу таткото и синот. Јапонскиот Кен Лоуч, режисерот Хироказу Корееда, неговата филмографија е базирана на концепти кои разработуваат проблематики на семејната заедница. Наследникот на Јасуџиро Озу, уште во Like Father, Like Son, беше обременен со проблематиката што всушност е фамилијата, која во Nobody Knows од 2004 година решава да ја стави во контекст на поголемата слика на општеството. Намалува на криминалистичките елементи на неговиот претходен The Third Murder, многу задржува мотивот на смртта на родителот и борбата за финансиска екзистенција, која би ја зачувала целовита несреќната фамилија од After the Storm. Од кажаното може да се заклучи дека авторот знае како филм сака да работи и постојано го бруси своето типично дело за портретот на фамилијата, класната поделеност,
љубовта и губитокот, за да ја добие совршената форма. Важно е тоа што Корееда сам си го монтира филмот, бидејќи има јасна визија што сака да постигне со делото, како да го дозира и експоненцијално засили емоционалниот набој и знае кога да ги употреби своите адути. Неговиот најнов филм The Truth е веќе во постпродукција и во него глумат Кетрин Денев и Жулиет Бинош. Еден од предизвиците со кои биле соочени режисерот Корееда и кинематографот Риуто Кондо се очигледните технички препреки како да се доловат што е можно повеќе ликови во клаустрофобичните кадри на 35 мм од пренатрупаниот дом во кој живеат 3 генерации на членови на фамилијата. Тоа возможува да се обрне внимание на деталите на нивната актерска изведба. Корееда успева да создаде и еден префриган лик на ветеранката на неговите филмови, сега почнатата Кирин Кики. Со цел да се соочува натурализмот на филмот, тој на моменти наликува на контемплативен документарец за тродимензионални ликови, со тоа што музиката станува незабележлива, ставена на маргините на делото. Филмот играше од Торонто до Њујорк, од Токио до Вуковар и на нашиот Синедис, а оваа година беше прикажен и на Канскиот фестивал, кај што ја освои најпрестижната награда, станувајќи победник на фестивалот, односно се закити со Palme d'Or, а потоа стана и јапонски представник за Оскар од неанглиско говорно подрачје, сосема заслужено влезе во полуфиналето и ќе биде во конкуренција не само за таа статуетка, туку и за Screen Actors Guild наградите, Independent Spirit, Златните глобуси и секоја друга можна награда. Филмот не ни претендира да биде визуелен спектакл, напротив, целта му е да ја евоцира емоционално богатство за ликови за кои секој гледач ќе почне да се грижи во текот на филмот и ќе стане емпатичен сурогат родител, каков што општеството не успеало да биде. Оливер Твист во Јапонија на 21. век. Заборавените ликови од општеството кои се имаат пронајдено, иако стануваат посиромашни со секој нареден ден, не се пуштаат од раце. Ако морам да го евалуирам, тогаш Shoplifters од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 57-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постегнете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!